Почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е законот за ловство и одма на почетокот да го изразам мојот стручен став. Потреба од законот со овој текст нема. Потреба од законот со изменување на делови од текстот има. Затоа во оваа фаза повеќе или помалку ќе се задржаме на потребата од донесување на законот, меѓутоа тоа што му претходеше на законот и делови од текстот кои се релативно спорни не стават во една недоумица. Имено пред донесување на овој закон 3 пати го меневме законот за ловство. И тоа свесно, затоа што од дистанца, кога ќе погледнете работите, ви станува јасно која е тенденцијата на владата. Односно се пролонгираше 3 години донесувањето, односно продолжувањето на концесиите за ловство. Под наводници на различни изговори, доминантно дека не се изработени ловностопанските основи и некој друг сплет на околности, меѓутоа јасно беше дека со закон се продолжуваше за година, 2, 3 концесионирањето на тие договори, се со цел да стигнеме до овој закон и тука да станат работите малку појасни, односно да станат до крај нејасни. Зашто го тврдам ова? Затоа што се ствара хаос и генерално, наместо да го решиме проблемот на ловството, го ставаме во една многу незавидна ситуација ако помине овој текст на закон. Суштината на проблемот е тоа што ако сакаме ловство во државата, мора да вложувате средства во ловството. Тие средства може да бидат парични, може да биде ентузијазам на ловџиите кои работат, секојдневно се во ловиштата, секојдневно се во ловот, живеат за проблематиката. Тука и присуството на терен, нема подобра заштита на едно ловиште ако ловџиите тоа го штитат и го чувствуваат како свое. И тука е тој антагонизам генерално што го имаме помеѓу парите и љубовта кон ловот. На сите ни е јасно дека без вложување на сериозни финансиски средства не можеме да го дигнеме ловот на повисоко ниво, но и на сите ни е јасно дека без реални ловци кои ја сакат природата, кои сакат ловот, не можеме да одиме напред. И тука е многу тешко да избалансирате во пракса која е подобра варијанта. Сигурно комбинација од двете, меѓутоа е многу тешко тоа да го направите во суштина. И имаме досега таков модел како што имаме. Нормално, единствена цена беше кој ќе понуди најдобра цена. Имавме претходно еден модел на надавање и тука бизнисмените се немилосрдни и секогаш во преднос. Затоа што ги имат парите и секогаш може да добијат подобра понуда. Поентата е веќе кога имаме искуства на ловишта кои се раководени и од бизнисмени, имаме искуства на ловишта кои се водени од страна на ловците, според мојот длабоко убедување требаше да се најде модел на давање на концесиите на ловството на добрите стопанственици. Значи не ги фаворизирам ниту едните, ниту другите. Секој оној што добро стопанисува со ловството, што има добри резултати, кои може да се следат и од инспекцијата шумарска, и од стручните лица, да добие предност, не е на штета. Дури и тоа е посакувано, затоа што ќе знаеме на кој го даваме ловот, односно знаеме дека добрите стопанственици ќе продолжат добро да стопанисуваат или барем да се надеваме. Меѓутоа, се носи еден хибриден закон, односно еден-два членови се многу проблематични. Тоа што го предлагат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во текстот и тоа што е многу проблематично. Се формира 5-члена комисија. Едно од економски прашања, ќе дојде еден член од Министерството за раководено од груби, ќе дојде еден член од економија, ќе дојде еден член од животна средина и двајца од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа што е проблематично, немаме
методологија на кој начин да оцениме кој добро стопанисува со ловот. Туку и се дава неограничено овластување на оваа комисија да може на постоечките концесионери да и даде шанса да ја стигнат највисоката парична понуда. Тука што е проблемот? Проблемот е политизација и бизнес логика. Значи, ова нема никакво рационално објаснување затоа што нема комисијата начин како да измери кој добро стопанисува. Тоа мора да биде постапка, тоа мора да биде утврдена методологија, тоа мора да се знае. Затоа што вака предложена 5 луѓе од 3-4 министерства различни ќе и дадеме неограничено овластување да судат дали постојните ќе имаат предност или не. Значи, тука е проблемот. Овој член е проблематичен. Другиот дел е стручен. Повеќе или помалку може ни за амандмани да се реши. Меѓутоа, ова ако не се реши, ќе оставиме простор или за злоупотреба, ако е склона комисијата за корупција слободно да се корумпира до крај, или ако е склона на партизација, слободно да го партизира процесот до крај. И тоа не му треба на ловството. Нити му треба бизнес, олигархијата да го земи ловството, нити му треба политиката да го земи ловот, затоа што ниту едните, ниту другите ни најмалку не го доближуваат ловот до некој европски стандард. Значи, проблемот може да се реши. Меѓутоа, овој модел, вака предложен, единствено најдобро е тогаш да се остави економската логика кој ќе понуди најдобри средства. И секако тоа да биде контролирано. Инаку ќе се доведеме во ситуација на бизнес интереси и на партизација, што најмалку му треба на ловството во овој момент. Значи, најмалку му треба. Ваквото решение ќе генерира и понатамошни проблеми. Не е добро решението. Не го стимулираме добриот однос кон ловството. Не понудуваме методологија со кој добрите ќе ги наградиме. Добрите ќе ги фаворизираме. Ние што правиме? Ние ќе ги фаворизираме подобните. Тие што ќе ги подмитат во комисијата или тие што ќе се партиски подобни. Ова е лошо решение. Ова не ни треба. Ако ловството е веќе еколошка категорија, сите се залагаме за ловството, бараме најдобри решенија, да ги фаворизираме најдобрите. Во тие издруженија има членови и на СДС, и на ДУИ, и на ВМРО, и на сите. И на СДС, и на ВМРО, и на сите останати. Значи, ако сакаме ловство, мораме да ги преиспитаме овие работи. Ако не сакаме, тогаш ова решение само ќе не доведе во ситуација кога имаме натрупано многу концесии кои не се дадени во претходните 3 годишни периоди, да се злоупотребува и да се доведе во целата постапка во прашање. Има и други работи во законот кои, реков, може да се пеглаат низ амандманска расправа. Ова е суштината. Ова е веќе проблематично. Инаку, европското знаменце само наговестува што ќе се случува понатаму. За ваша информација, и ловството, и шумарството никогаш не се носат под ЕУ директиви. Секоја држава во Европа, ова е врвен интерес на државите. И секоја држава самостојно си ги регулира овие области. Значи, нема универзален закон за ловство, нема универзален закон за шумарство. Само оставањето по предзнак ЕУ знаменце можеме да рачунаме што ќе се случува. Сериозно треба да размислиме дали ни треба ова или не ни треба. Дали ќе интервенираме со амандмани и ќе го подобриме текстот на законот во интерес на ловството или ќе дозволиме бизнес интереси да преовладуваат во оваа држава како и секогаш. Благодарам.